Како да знаете дали некој ви го прислушкува телефонот? Експерти откриваат сигурносни знаци дека некој ве следи. Сигурно барем еднаш во животот сте помислиле дека некој ви го следи телефонот. Технологијата измина долг пат, но затоа следењето и прислушкувањето никогаш не било полесно, особено на мобилен телефон. Хакерите може да дознаат апсолутно се за вашиот живот. Со следење на GPS сигналите, тие може да дознаат каде одите, на шопинг и други локации што редовно ги посетувате. Откако ќе соберат доволно информации, можат да ги продадат на дарка веб или да ги користат за кражба на идентитет, што не е невообичаено овие денови. Затоа сведочат бројни случаи ширум целиот свет. Затоа важно е да ги препознаете сигналите што ги испраќа мобилниот телефон во случај некој да ве следи. Телефонот сам се ресетира. Доколку мобилниот почне сам да се рестартира, тоа може да биде знак дека е хакиран. Објаснуваат експертите за безбедност на уредите поврзани на интернет. Додаваат дека злонамерната програма вметната на каков било начин најчесто доаѓа во конфликт со други апликации, па телефонот се расипува. Телефонот драстично забави. Вашиот уред одеднаш забави и ве нервира. Вистина е дека секој телефон, iOS или Android, со текот на времето губи брзина и капацитет, но ако тоа се случи во комбинација со други симптоми, од оваа листа секако не е добро. Слушате необични звуци. Ако слушнете ехо, статични звуци или кликање, тоа може да биде знак дека некој ги слуша вашите повици. Експертите објаснуваат дека тоа ретко се случува, бидејќи хакерите усовршиле бројни техники, но внимавајте на квалитетот на звукот за време на разговорите кога сте во мирна средина или сами. Уредот е тајно вкоренет. Станува збор за рачно отстранување на ограничувањата на производителот, за да може да се пристапи до заштитените делови на уредот и да се инсталира програма за шпионирање. Не можете сами да го забележите ова. Побарајте Cydia за iOS или Super User за Android. Може да се случи и сами да се појават на вашиот екран, велат експертите. На телефонот му треба премногу време за да се исклучи. Обрнете внимание ако на телефонот му треба подолго време за исклучување од вообичаеното. Кога ќе го притиснете копчето за исклучување, уредот мора да ги заврши сите задачи што ги започнал. Ова значи и испраќање податоци на трета страна, односно хакер, што значително го зголемува времето на исклучување, открива Reuters Digest. Мобилниот често се прегрева. Дали забележавте дека уредот е жежок во последно време? Ова може да биде знак дека е хакиран. Злонамерна програма што работи континуирано, без да сватите доведува до прегревање. Секако, има и други причини поради кои телефонот се прегрева, а причина за тоа би можела да биде батеријата. Уште две причини за кои треба да се грижите и кои би можеле да бидат знак дека телефонот ви е хакнат, се брзото празнење на батеријата и постојаното пржење на интернетот, тоест пакет на податоци. Што можете да направите? Првото нешто што треба да направите е да го ресетирате телефонот. Звучи неверојатно, но некои апликации и софтвер за следење се подпираат на тоа што никогаш не го рестартирате телефонот. Со овој едноставен потек ќе ги запрете хакерите. Антивирусните апликации можат да помогнат, но ако ги имате, не значи дека сте заштитени. Исклучете ги GPS-от и локацијата кога не ви требаат, бидејќи тоа спречува трето лице да ја знае вашата локација. Исто така важно е редовно да го ажурирате телефонот и да ги бришете апликациите со кои не сте запознаени, се заклучува во написот. Ако ништо од ова не помогне, тогаш ресетирањето е во ред, но ресетирањето на хардверот и чувањето само на најосновните копии на информации, како што се фотографии, видеа, пораки и содржината на апликацијата Notes и други работи што не се од системска природа, велат сайбер експертите.